Втора македонска бригада е една од главните улици во Чаир, а таквите улици вообичаено се магнет за изградба на стамбени и на деловни објекти. Затоа не треба да чуди што и новаа фреквентна улица никнуваат нови градби. Освен што се на иста улица, заедничко за овие градби е што биле диво изградени, а потоа и легализирани. Проблемот кај нив, а и кај сите други објекти кои што ќе ги представиме во оваа сторија, е што ниту еден од нив не постоел пред 3 март 2011 година. 3 март 2011 година е границата, последниот датум до кој треба да е изграден еден објект како градежна и функционална целина за да се квалификува за легализација. Се што е нелегално изградено потоа не смее да се легализира. Така налага законот за постапување со бесправно изградени објекти. А еве како изгледал просторот на кој се изградени 4 згради од почетокот на сторијата во јануари 2011 година, а една година подоцна во април 2012. Ги нема зградите, кои подоцна ќе се легализираат како да биле таму, ако не порано, барем на почетокот на 2011. Првите градежни работи, поточно расчистувањето на земјиште, според историските сателитски снимки на Google се јавуваат во јуни 2014 година. Дури во јануари 2016 година видлива е прва бетонска плоча за една од зградите. Во август истата година, додека првата градба напредува, почнува изградба на втората стамбена зграда. До септември 2017 година двата објекти се чинат завршени, а почнува да се расчистува локација за третиот на истата улица. До јуни 2018 година и тој објект добива покрив. Во април 2020 година се гледа дека е почната градбата на четвртата зграда. До октомври карабината е готова, а на сателитската снимка од ноември 2021 прв пат се гледа и поставен покрив. Според електронски достапните податоци на катастарот, една од овие дивоградби е легализирана во 2017 година, други две во 2019 година, а последната во 2021 година. Истата шема не е примената само за овие објекти. Досега, на територијата на општина Чаир, дојдовме до бројка од околу 20, и тоа само стамбени згради на повеќе ката, без да броиме куќи и семени згради. Еве некои од нив. Оваа зграда покрај булеварот Никола Карев е легализирана на крајот на 2020 година. Иако објектот е легализиран како да постоел во 2011 година, до 2018 на терен немало ни трага од зграда. Парцелата почнува да се расчистува во декември 2018 година, а зградата е готова во септември 2020, непосредно пред легализацијата. Оваа огромна зграда на почетокот на булеварот Џон Кенеди е легализирана годинава. Иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година, до 2017 година на терен нема трага од него. Земјиштето почнува да се расчистува во јуни 2017 година, а зградата е готова на крајот на 2021 или почетокот на 2022 година. Оваа зграда на улицата Лазар Трповски е легализирана на почетокот на 2021 година. Иако објектот е легализиран како да постоел пред 2011 година, до јуни 2017 година на терен нема ништо. Парцелата почнува да се расчистува во јули 2017 година, а зградата е готова во март 2021 година, речиси во исто време со решението за легализација. Овие згради крај улицата Серава се легализирани на различни датуми во 2021 година. Иако и двата објекта се легализирани како да постоеле уште пред 2011 година, до октомври 2018 на терен немало згради. Парцелата за едната зграда почнува да се расчистува во ноември 2018. Во август 2019 година едната зграда е речиси готова, а другата почнува да се гради. Првата зграда е целосно готова пред крајот на 2020, додека другата во текот на 2021 годината кога се легализирани двата објекта. За подсетување, на ист начин беа легализирани трите дивоградби за кои објавивме минатиот четврток, а на ист начин се легализирани и други стамбени згради во Чаир, за која поминавме целата процедура на проверка, но во интерес на времето нема да ги објавиме деталите. И со овие примери е повеќе од јасно. Општината Чаир легализира дивоградби кои не требало да бидат легализирани. И тоа не е инцидентна, туку масовна појава.
Како се правело тоа, е прашање на кое побаравме одговор во документацијата со која располага катастарот. Ги побаравме решенијата за легализација на објектите за кои се интересиравме, а побаравме и неколку геодетски елаборати по случаен избор. Документите не доведоа до неколку сознанија. Од вкупно 12 барања за легализација за 12 различни објекти, половината, односно 6, биле поднесени на изден, 31.12.2018 година. Случајно или не, тоа е последниот ден до кога, согласно законот, беше дозволено поднесување на барања за легализација на дивоградба. Апсурдот во целата работа излегува на површина кога датумот на поднесување на барањата за легализација, според евиденцијата на општината, ќе се спореди со состојбата на терен, во тој момент, достапна на историските сателитски снимки. Например, двете згради на улицата Серава во декември 2018 година изгледале вака. Едната само што почнала да се гради, а на другата локација си постојат претходните куќи. Сепак, токму во тој момент биле поднесени барањата за нивна легализација, судејќи според архивските бројчиња и датумот што ги ставила општината Чаир. Зградата близу Клучката Битпазар во декември 2018 била земјиште на кое само што почнало отстранувањето на претходните куќи. Сепак, токму во тој момент било поднесено барање за легализација за објект кој воопшто не е ни почна да се гради, судејќи според архивските бројчиња и датумот кој ги ставила општината Чаир. Огромната стамбена зграда на Џон Кенеди во декември 2018 година била на самиот почеток на градба, односно од сателит се гледа бетонирање на првите плочи. Сепак, токму во тој момент било поднесено барањето за легализација, судејќи според архивските бројчиња и датумот кој го ставила општината Чаир. Оваа пак стамбена зграда зад поштата во Чаир не само што не била изградена во декември 2018, туку на терен немало никакви активности во април 2020 година. Па сепак, општината архивирала, а потоа и донела позитивно решение за легализација на дивоградба на тоа место, кое според архивските бројчиња и датумот кој го ставила локалната власт во Чаир, се должат на барање поднесено на 31.12.2018 година. Година и пол пред објектот воопшто да почне да се гради. Како е можно да се поднесени барања за легализација на дивоградби, кои воопшто не се изградени? Еве два можни одговори. Едната е самите инвеститори да поднесувале барања за легализација до општината со дадена изјава на нотар, иако се уште не почнале да го градат објектот кој што треба да се легализира. Вториот можен одговор е општината Чаир да си чува место или пак да си додава нови бројчиња во старите уписници од претходните години. Кога минатата недела 360 степени се обрати до општина Чаир со прашања како е можно да се легализираат објекти кои воопшто не постоеле пред 3 март 2011 година, од општината се повикаа на Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Поточно, го цитираа членот според кој барателот е тој што доставува доказ или изјава заверена на нотар под полна материјална и кривична одговорност дека објектот е изграден тогаш кога тврди дека е изграден. На дополнителното прашање, како е воопшто можно да се поднесе барање за нешто што во тој момент воопшто и не било изградено, од Чаир не дадоа директен одговор, туку повторно се повикаа на обврската на барателот. Сега, поставивме нови прашања. Дури да не знаеле и да не провериле дека дале решенија за легализација за најмалку 20 стамбени згради кои се изградени по крајниот рок, дали ќе преземат нешто сега, кога знаат дека били излажани? До овој момент не добивме одговор. За другата опција, општината Чаир да си чува или да си додава архивски бројчиња по потреба во стари уписници, го прашавме поранешниот градоначалник на Чаир, Изет Меджити. Тој сега е председател на партијата Демократско движење, каде припаѓа и актуелниот градоначалник на Чаир, Висар Ганију. Не го демонтирате ова што ве прашувам. Faktikisht u asqaroj, domethënë se parat arsye, domethënë në nivel të Maqanisë disa herë kanë sjell ligj për legalizim. Po mos kish pas ndërtimet e egra prej Stromice deri në Strup, pra nuk do kish nevojë as për të sjell ligj për legalizim. Pra qytetarët në Çajër, domethënë nuk kanë bërë asgjë më shumë se atë që kanë bërë domethënë në nivel të Shkupit dhe nivel të Maqanisë, dhe kjo çështje fundit Много прецизно ве прашав за злоупотреба на стари архивски бројчиња за нови дивоградби. Сега нема актуелен закон за легализација на дивоградби, вие тоа знаете. Ако сега некој направи дивоградба, не може да ја легализира.
Треба да се урне. Dhe më thonë, në esencë, aty është për shkak pengesës së ligjit, dhe më thonë, për planifikim hapësinor, që tani nuk janë, dhe më thonë, ka shumë kompetenca qeveria, qyteti, vonohen, dhe kjo i ka detyruar qytetarët, sepse në fund, qytetari, ndoshta me ligj për ndërtim, apo me legalizim, paguan komunalet e njëjta. Në Çajër janë dikun 200 euro për metër katror, dhe më thonë, nuk favorizohet në këtë drejtim. Фактот дека во предвечерието на 2019-та во општина Чаир имало наплив од барања за легализација на дивоградби е само индиција што навистина се случувало или и понатаму се случува со легализацијата на дивоградби. Не е за занемарување уште една околност. Од вкупно 12 предмети на кои по случаен избор решивме да им ги провериме и решенијата за легализација, кај 10 се јавува едно те исто геодетско биро, кое ги направило геодетските елаборати. Старите велат, добриот глас надалеку се слуша. Ке слушнат ли оние што навистина треба да слушнат?